Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Дарувањето крв ми ја оплеменува душата, вели Живко Ангелески, кој 100 пати дарувал крв и помогнал да се спаси нечи живот. Во Прилеп одбележан Меѓународниот ден на крводарителството. Здравата исхрана клучна за правилен развој. Ротари клуб донираше апарати, овошје и зеленчук во прилепските детски градинки. Во пресрет на Рамазан Бајрам, градоначалникот Продановски на заедничка ифтарска вечера во Прилеп со сограѓани од исламска вероисповед. Лажен инспектор заврши во вистински притвор. Со измама земал 3000 евра од прилепчанка. Времето денеска облачно и постудено. Урбан маркетинг. Држи се до кралските манири и уживај во кафана со Крали Марко. Пиво за уживање. Осигурајте ја вашата иднина со компанијата на која и верувате. Локацијата е нова, а довербата сигурна. Протектор, друштво за застапување во осигурувањето Прилеп, на нова локација во близина на Чумовчанец на улица Сотка Ѓорѓиевски број 38. Ние сме друштво за застапување во осигурувањето Протектор. Соработуваме со компаниите Винер Лайф од областа на животно осигурување и со Македонија осигурување од областа на неживот. Протектор, ваш заштитник од ризици со полиси за животно и имотно осигурување. Нудиме полиси за автоодговорност, зелен картон, патничко осигурување, каско осигурување, имотно осигурување, здравствено и животно осигурување. Ексклузивни застапници сме за истоимената полиса за животно осигурување Протектор, која може да ја добиете исклучиво кај нас. Посетете ги на новата локација, проверете на веб или на Facebook страната Протектор, друштво за застапување во осигурувањето Прилеп. Телефон 073 555 006 во близина на Чумовчанец. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Дарувањето крв ми ја оплеменува душата, вели Живко Ангелески, кој уште како гимназијалец започнал со редовно дарување на крв. Овој скромен и исклучително хуман човек досега има дарувано 100 пати крв. Ги повикува младите и сите на кои здравјето им е во добра кондиција да се вклучат во хуманитарните крводарителски акции. Инаку моето прво дарување во далечната 1980 година во месец април како гимназиски ученик во гимназија Мирчаци в Прилеп. После тоа перманентно, континуирано дарував крв, доброволно. Последното дарување за 100 дарување на крв ми беше во месец мај 2025 година, каде и се пензионирав, инаку бев вработен во МВР, ОВР Прилеп, како полициски службеник, инспектор во одделот за општ криминалитет. Ова благодарница за 100 дарување на крв ми представува посебна чест и гордост и лична сатисфакција за моето долгогодишно дарување на крв. Во таа прилика апелирам до сите млади лица кои што наполниле 18 години доброволно да се вклучат во оваа планетарна хуманитарна мисија на дарување на крв, бидејќи со самото дарување на крв се спасува нечи живот. Нас крводарителите, самото дарување на крв не прави сиромасни, туку напротив не прави многу богати, затоа што со подарената крв спасуваме нечи човечки живот, а и не случајно мотото на Црвениот крст на оваа хумана дејност е дарувај крв, спаси живот.
По повод Меѓународниот ден на крводарителството, денеска во општина Прилеп се одржа масовна крводарителска акција под мотото Дарувај крв, спаси живот во организација на Црвен крст Прилеп и Институтот за трансфузиона медицина. Во акцијата се вклучија 70 на прилепчани. Градоначалникот Продановски додели признанија и благодарници на 74 повеќекратни крводарители кои дарувале крв 10, 25, 50 пати и еден крводарител кој 100 пати дарувал крв. Од Општинската организација на Црвениот крст Прилеп велат дека евидентен е порастот во крводарителството и хуманоста. Од предвидените 2736 крвни единици, остварени биле повеќе од 2994 крвни единици. Ротари клуб Прилеп по повод 18 години од постоењето на организираното ротаријанство во Прилеп донираше 18 апарати за пасирање храна и 180 килограми овошје и зеленчук за потребите на јавната општинска установа Детски градинки Наша иднина. Изразувајќи благодарност за донацијата, Билјана Петковска, директорка на Наша иднина Прилеп, рече дека во институцијата работи посебен тим кој што се грижи за правилна и здрава исхрана кај децата. Децата во градинката Гоце Делчев веднаш се вклучија во акција, сецкаа моркови, јаболка, портокали, се засладија со здраво сокче и научија дека редовно треба да се хранат со овошје и зеленчук. Секојдневно ги планираме оброците да имаат разновидност, меѓутоа да бидат и нутритивно соодветно подготвени, како што имаме 5 различни работни дена, така имаме различни подготовки за појадок, за главен оброк, ручек и за ужинки. Затоа имаме и стручен тим кој работи во однос на тоа и секојдневно имаме и обуки кои одат во насока на здравата исхрана кај најмалите. По повод 18 годишнината од формирањето на Ротари клубот Прилеп, а со тоа и полнолетството на ротаријанството во нашиот град, Ротари клубот доделува 18 екстрактори за храна на јавната општинска установа Наша иднина во Прилеп, како и 180 килограми овошје и зеленчук. А зошто е тоа така или што не поттикна да ја реализираме оваа активност? Последните податоци на Институтот за јавно здравје на Република Македонија, кои базираат на една анализа изработена со еминентна европска истражувачка мрежа, покажуваат дека само 25% од децата во Македонија секојдневно јадат овошје. Во пресрет на Рамазан Бајрам, градоначалникот Продановски синоќа на заедничка ифтарска вечера во Прилеп со сограѓани од исламска вероисповед. Овој настан е уште една потврда дека меѓусебната почит, традицијата и духовните вредности се темелот врз кој ги градиме нашите односи. Преку вакви средби испраќаме силна порака дека заедништвото и разбирањето се нашата најголема сила. Во пресрет на празникот Рамазан Бајрам, градоначалникот упати честитки до сите припадници на исламската вероисповед, посакувајќи им овие свети денови да донесат мир, хармонија и благосостојба во секој дом. Инаку на 20 март се одбележува Рамазан Бајрам, тоа е првиот ден од големиот муслимански празник, кој согласно законот за празниците на Република Македонија е неработен ден за сите граѓани. Од полициската хроника, полицијата уапси 46 годишен маж од Скопје осомничен за измама, откако со лажна приказна успеал на жена од Прилеп да иземе 3000 евра. Имено тој според информациите од Министерството за внатрешни работи, телефонски ја контактирал жената и лажно се представил како инспектор кој наводно работи во странство. При тоа и соопштил дека нејзините внуци предизвикале тешка сообраќајна несреќа во која загинало едно дете и дека потребна е итна парична помош за наводно да се среди случајот и еден од нив да не заврши во затвор. Исплашената жена поверувала во приказната и оставила 2000 евра и $1000 на договореното место, пошто измамникот ги подигнал парите. По преземени мерки од полицијата, лицето било пронајдено и уапсено. Одреден му е притвор. Ова не е прв ваков случај, со години наназад во Македонија се повторуваат слични телефонски измами во кои измамници, представувајќи се како полицајци или службени лица, излекуваат пари од граѓани користејќи страв и лажни приказни. Временска прогноза.
Времето денеска променливо облачно и посвежо, претежно во западните делови ќе има повремени локални врнежи од дожд. Поради продор на постудена воздушна маса од север на планините ќе има услови за врнежи од снег, а на некои од повисоките места од дожд и снег. Ќе дува умерен ветер од источен и југоисточен правец. Во Прилеп минималната температура се спушти до 3, а максималната достигна до 10 степени. Во следните денови времето ќе биде променливо облачно и посвежо. Во четврток ќе има повремени локални врнежи од дожд кои ќе бидат пообилни во западните делови. Поради спуштање на постудена воздушна маса од север, на планините и на некои од повисоките места ќе има услови врнежите да преминуваат во снег. Ќе дува умерен, на места повремено засилен ветер од североисточен правец. Во петок и во деновите од викендот ќе преовладува стабилно и суво време. Временска прогноза. Следевте Пелагониска хроника вести, продукција Радио Пела, март 2026. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески.